се враќаме на нашиот текст од Коринтијаните, ќе се обидеме целата глава да ја поминеме ова утро, која така обединува една важна тема. Уште на самиот почеток Павле почнува, нели, со гледаме дека поминува кон нова тема. Ако во 7 глава говореше за прашањето за бракот, за безбрачието, целибатот, разводот, сега сосема е нова темата и самиот почеток, еднаш првото воведот што го дава, укажува на тоа. Вели што се однесува пак до месото клано за идоли. На истиот начин, со истата логика, започна и 7 глава, а што се однесува до прашањето за, или а што се однесува во однос на прашањето што ме го поставивте, што произлегува јасно дека апостол Павле го пишува ова послание за да одговори на некои прашања кои претходно му биле поставени од коринтијаните, а создавале некаква забуна, некакви поделби, некакви проблеми во црквата во Коринт. Едно од тие прашања, гледаме овдека, е јадењето на храна, или поточно на месо, кој било принесувано на идолите. Сега може некој веднаш да каже, ма ние немаме таков проблем денес. Јас не верувам дека некој од нас, кога одел во месарница да купи месо, се замислувал или се загрижувал што претходно се правело со тоа месо. Дали оно што го колел месото, претходно извршил некој религиозен ритуал. Дури одиме и во кинески ресторани, си порачуваме пилешко, свинско, без воопшто, нели, да се чудиме или да се вознемируваме дали кинезот претходно правил нешто религиозно, духовно со таа храна. Ние немаме таков проблем и некој може да каже, па каква е сега ползата да го изучуваме овој текст. Принципите што апостолот ги вклучува овдека се универзални и се применливи за сите времиња. Многу важни принципи во секојдневниот живот, принципи кои се однесуваат за знаењето и за љубовта. Зборот знаење и зборот љубов се најупотребувани во овој текст. Посебно зборот знаење. Знаењето поставено во правилен контекст. Вашето знаење, вие што знаете, вие што имате знаење. Целата оваа порака е упатено кон оние што имаат знаење. Каков бил проблемот во црквата во Коринт? Покрај многуте поделби кои биле во самата црква создадени, например во однос на лидери кои следат, имало Аполосови, Павлови, Кифови, имало поделба на оние што промовирале брак и оние што велеле не мора да сме сите сами, имало аномијани кои велеле во Христос имаме слобода да живееме како што сакаме и дури да одиме по проститутки во храмовите, имало па други кои пропагирале целосна чистота. Црквата била поделена и во однос на храната. Значи, поделба во по различни линии. Во древноста и во град како Коринт, месо можело да се купи на пазарите, секако, или на агората. Агората во тоа време бил трговскиот центар, но имало и поевтина варијанта, така да кажеме. Месо можело да се купи и во храмовите, во паганските храмови. Луѓе носеле месо како приноси на идолите, како жртва, во чест на боговите носеле месо во храмовите и свештениците тоа месо потоа го продавале. И бидејќи го добивале без пари, го продавале на пониска цена. Но тоа месо било посветувано или пренесувано како жртва на идолите. Имало исто така и пракса дел од тоа месо свештениците или оние што служеле во храмовите да го подготвуваат како храна
и да организираат гозби во дворовите на храмовите. И тие гозби често били или бесплатни, или на многу ниска цена. И тука се јавува сега проблемот меѓу христијаните. Тие луѓе порано биле многобожци, верувале во тие богови на кои што биле пренесувани идолите. И една група христијани имале доволно знаење дека има само еден Бог и дека тие идоли не се богови и дека пренесувањето на храна нема никаква реална суштина, дека нема вредност, зашто таквите богови не постојат. И таквите христијани, кои апостол Павле ги нарекува како христијани со знаење или силни, без никаква грижа на совеста, купувале месо од таквите храмови или пак седеле на гозбите во храмовите и јаделе. Меѓутоа пак имало и христијани кои чие што совест ги осудувала. Сметале дека јадењето во тие храмови или купување на месо од тие храмови е компромис со светот. Сметале дека тоа е голем грев и ги обвинувале христијаните кои го правеле тоа. И гледаме дека видиме во 7 стих, имало такви кои, иако во совеста били измачувани заради јадењето на таква храна, сепак оделе. Може би биле убедувани од силните христијани дека тоа не е ништо и можат да одат. Го правеле тоа, но со вина во совеста. И во еден таков контекст, во таков проблем, апостол Павле се обраќа кон силните, оние што имаат знаење и ги советува. И овдека дава некои многу важни принципи за тоа како тие да го практикуваат своето знаење. Зашто знаењето како знаење може да действува и негативно на оној што го нема тоа знаење, тоест оној чија што совест е послаба. Има два основни механизми овдека кои го водат поведението на човекот. Знаењето го раководи нашето поведение. Меѓутоа, знаењето пак мора да биде раководено од љубовта. Во крајна мера, љубовта е таа која го раководи нашето поведение. Во Христос имаме знаење дека сме слободни, ослободени. Колку повеќе човек знае, толку е послободен. Знаењето ослободува. Меѓутоа, затоа пак е љубовта која треба да ја по некаков начин контролира или насочува нашата слобода или користењето на нашата слобода. Ајде да видиме како апостол Павле го прави сето тоа. Прво говори во првите 3 стиха заедно знаењето и љубовта. Знаење регулирано од љубовта. Потоа говори само за знаењето од 4 до 6 и од 7 до крајот говори само за љубовта. Ајде да видиме односот меѓу љубовта и знаењето ево првите 3 стиха. Им вели на почетокот: што се однесува пак до место клано за идоли, мислам дека сите имаме знаење. Во 7 стих ќе каже, но некои го немаат тоа знаење. Ова сите имаме знаење, во некои преводи е ставено под наводници и јас го ставив под наводници. Не дека тој го поставя под сомнеш нивното знаење, туку затоа што ги цитира. Овој текст, оваа глава всушност има многу цитати. И во нашиот превод ќе видите многу места, многу зборови се ставени под наводници, но ова не е. Во писмото што го добил, оние силните, со знаење христијани му рекле, па сите го знаеме тоа, сите имаме знаење. И Павле вели, во ред, сите имаме знаење. Кое е знаењето? Дека
нема идоли, тие богови се ништо. Да, така е, меѓутоа предупредува апостол Павле. Да, така е, знаете вие многу добро, добро е што знаете, но треба да знаете и уште една работа, дека знаењето возгордева, а љубовта изградува. Љубовта надградува. Ако некој мисли дека нешто знае, тој уште не осознал како треба да знае. Зошто го пишува тоа овде апостолот? Вака погледнато, заклучокот е знаењето и не е ни важно. А зошто? Зашто важно да имаме љубов. И денес таа е максимата во светот. Важно, се што ни треба е само љубовта. Така беше песната на Битлси. Се што ни треба е љубов. Тоа. Ништо друго не ни треба, само љубов. Не е тоа идејата на Павле. Апсолутно не е. Нам ни треба знаење, зашто без знаење ни нема да стигнеме и до љубовта. Не, тоа е важно. Бог ни се открил во Словото. Бог ни се открил преку Светото Писмо. И ние го запознаваме Бог, запознавајќи го Словото, растејќи во знаење на Словото. Растејќи во знаењето на Словото, нашите срца се смируваат, Бог се возвеличува и расте љубовта. Тоа е, вистината, тоа е фактот. Ние треба да се задлабочуваме во знаење. Меѓутоа, она што овдека сака да го каже апостол Павле, ако тоа знаење, ако тие доктрини, ако тие креда кои го исполнуваат нашиот ум, преку Светиот Дух не се симнат во срцето и не станат духовна реалност која задлабочува љубовта и не променува како внатрешни личности, тогаш тоа знаење е само теолошко убедување кој нема никаква духовна сила. Знаење кое го возгордева умот, но не го смирува и не го исполнува со љубов срцето. Некој велат дека најважното парче простор кај христијанинот во неговото тело е она растојание од умот до срцето. Или најважниот процес во неговиот живот е поминувањето на вистината, на знаењето од умот до срцето. Ние може да знаеме многу. Може да ги знаеме сите креда и сите доктрини. Може да сме полни со теологија. Ама ако во надежта во Бог, нашата зависност од Него, во молитвата, Светиот Дух, тој не го направи духовна реалност во срцето, немаме никаква полза од тоа знаење. Зашто тоа знаење треба да ја продлабочи љубовта кон Бог и љубовта кон ближниот. Ако не раѓа тоа знаење љубов во срцето, тогаш се уште не знаеме доволно како да знаеме. Или ова што апостол Павле го вика. Не сме осознале како треба да знаеме. Тоа знаење треба да биде искусено внатре, во внатрешниот човек, во душата, во срцето, преку Светиот Дух. И тоа е тајната на христијанството. Човек може напамет да ја запамти Библијата, но ако Светиот Дух не го просветли, тоа е само убедување некакво морално, теолошко, но не и живот. Може ние да знаеме се за јаболката, сета ботаника, како се одгледува, како се сади, како се препознава доброто јаболко. Може да ги убедуваме сите дека тоа е многу добро, но ако не сме го вкусиле, ако никогаш не сме пробале, се е само теорија. Нема никаков живот, реален живот. Вистинското христијанско знаење секогаш води до задлабочување на христијанската љубов.
тоа не останува во умот, туку проникнува во срцето и го менува животот. Тоа е аргументот на апостол Павле. И многу интересно, како тој да е предизвикан и спровоциран од коринтијаните што знаат или мислат дека многу знаат, и вели, ако некој го љуби Бога, Бог него го познава. И сега пак говори за љубов и за знаење. Сега ние би кажали, ние би очекувале апостолот да каже кој го љуби Бог, значи дека тој го познава Бог. Меѓутоа Павле ги свртува работите. Оној кој го љуби Бог, значи дека Бог него го познава. Или Бог него го знае. Бог има знаење за него. Што значи тоа? Зборот познава и знаење не е вообичен, не е тако обичен, гиноско. И тоа не значи само знаење, теоретско знаење на факти. Павле не вели Бог знае кој си, дека кога си се родил, колку тежиш, колку кај учиш, како се викаш и така натаму. Зборот гиноско значи познавање на лична основа, интимно познавање, длабоко, лично, интимно познавање. Истиот тој збор се користи кога мажот ќе воспостави близок телесен контакт, интимен со жената. Или на многу места пишува за некој маж и мажот ја позна жената и таа му роди син. И таму истиот тој збор. Тоест поентата е дека Бог така не познал, така не привлекол кон себе, за да оствари со нас многу близок однос. Тој не само има факти за нас, туку тој така не познал, што не засакал, не привлекол да бидеме блиски до него. И тој да ја покажува љубовта кон нас, неговата љубов. Тој толку блиски не направил кон себе, што не направил негови деца. Тој не вклучил во семејството. Тоа е најголемата близина што може да се има. И тој знае се за нас. Тој не направил да бидеме во единство со Христос. Сеќавате, не соединил со Христос. Во 6 глава апостол Павле говори за оние што се соединуваат со проститутките и оние што се соединиле со Христос. Едно длабоко единство со Христос. Најголемата близина што може да имаме со Бог. И сме блиски со него. И сега Павле вели вака. Бидејќи Бог така не познал, интимно, блиско, таа негова љубов предизвикува и ние да го љубиме него. Бидејќи тој не позна, не засага, не привлече, затоа и ние сега го љубиме него. И тоа е ставано во контекст на знаењето. Но оние што велеле, ама сите знаеме. Дали вие знаете како да знаете? Прашањето на Павле. Тоест, дали знаењето што го имат ти, дали знаењето што го имам јас, е такво знаење што привлекува и создава љубов во другите. Дали познавањето на Бог, познавањето на вистини за Бог, го прави нашето христијанство привлечно? Дали промената што Бог ја прави во нас создава сведоштво кое привлекува кон Бог, кое создава во срцата на луѓето љубов кон Бог? Е, тоа е вистинско знаење. Може ние да имаме знаење за апологетика и кога застануваме со луѓето, најуспешно да ги заштитиме доктрините, а при тоа да ги одвратиме луѓето од Бог. Има луѓе кои знаат многу со доктрини, со учење. Меѓутоа, нивното поведение, нивното знаење не создава луѓе полни со љубов, туку луѓе полни со осуда,
со строгост, со одбивност. Или има таква една изрека, велат некои, има христијани кои изгледат како да се крстени во оцет. И како тој вкус од оцетот да останал во нив постојано. Во нивниот живот гледаш само киселина и горчина. Никаква љубов. И тоа е она што апостол Павле сака да го каже. Бог не позна. Бог има знаење за нас. Но знаење кое не привлекува кон него. Знаење со кој тој не привлекол кон себе, остварил заедница со нас, знаење кој создава љубов во нас. Ако ние немаме такво знаење, тогаш немаме доволно знаење. Не знаеме како да знаеме. Од 4 до 6 стих продолжува пак со знаењето. И вели, и се согласува овдека со оние кои знаеле многу. Навистина, идолите се ништо. Навистина, пренесувањето на храна на идоли е ништо. Нема тоа е глупост. И може слободно да јадете таква храна. Се согласува со нив. И овдека наеднаш, како да е поттикнат, кога веќе збориме за знаење, во тој текст, во кој спротивстава знаење и љубов, и говори за месо, говори за гозби, наеднаш вклучува најдлабоката и најтешка за разбирање христијанска доктрина. Говори за суштината на Бог, кој не е врзано ни со љубов, ни со ништо. Која е најтешката за разбирање христијанска доктрина? Множеството во божественоста. Тој говори Бог е един. Нема друг Бог освен единиот. И тука говори за единството на Бог. Има само еден Бог. Нема многу богови, нема идоли. Еден е Бог. И тој Бог е се во се. Тој Бог, од него произлегува се, се е за него, се во него наоѓа смисла, се во него завршува. Тој е почеток, живот и крај на се. Се е во него. Еден е Бог, се е во него. И во исто време, истото го говори и за Исус Христос. Се е од него, се е за него. Тој е почетокот, тој е крајот. Отецот е се и Христос е се. И има еден Бог. А ние имаме изградено доктрина за божественост, за триединството, за Светата Троица. Има една божествена природа. Таа една божествена природа ја споделуваат три личности во божествената Троица. И сите Троица се Бог. Ти имаат идентитет свој, собствен, хипостаси се, личности одделни, но живеат во една божествена природа. Многу јасно, нели? Ептен јасно. Апостол Павле, како да им вели на коринтијаните, вие што велите, сите знаеме. Кој може да го свати тоа? Кој може да го разбере тоа? Мислите дека знаете? Кој од нас може да ја свати божествената природа? Кој може да ја нацрта божествената природа? Кој ја видел божествената природа? Самиот Јован вели, Бог е дух, Бог никој не го видел. Кој може да објасни нешто што не видел? Кој може да разбере нешто што не видел? И не случајно апостолот го пише овдека. Најтешката за разбирање доктрина ја вклучува овдека. И вели, ајде си играме сега на знаење. Ајде си го провериме знаењето. Вие мислите дека се знаете, зашто знаете дека може да јадете месо посветено на идоли. Всушност ние ништо не знаеме. Оне што мисли дека знае, треба да разбере дека треба да знае како да знае. И навистина е така. Знаеме нешто, но тоа знаење треба да не смири.
Она што го знаеме треба да ни покаже колку малку знаеме, да се смириме пред Бог. Зошто? Ке видиме, тие што знаеле дека можат да јадат се, што имале такво знаење, се возгордеале. Се возгордеале. Имало многу причини заради кои се гордееле коринтјаните. Следал некој Павле, некој Петар и заради тоа се гордел. Некој мислел дека знае филозофии и за тоа се гордел. Некој сметал дека има многу дарби и се гордел. И сега гледаме дека некои се гордееле само затоа што кога оделе во храмовите, јаделе без вина на совеста. И сметале дека тоа е доволно да бидат поголеми од другите. И за тоа говори на крајот, кога да, ова е еден е Бог. И за Исус тоа во Јован. Но тоа знаење, вели, го нема секој. Апостол Павле се согласува со тие што знаат и би очекувале тој да каже: сега вие што не знаете, следете ги оние што знаат. Но тој ништо не пишува за оние што се слаби во знаењето, туку пишува на оние што знаат. Целата порака е до нив. Зошто? Прво, укажува на вината што ја чувствуваат оние кои не знаат. Очигледно е дека слабите исто така отишле да јадат. По 7 стих тоа е јасно. Иако го немале доволното знаење, се искушиле да одат да јадат во тие храмови. И при тоа да плаче нивната совест. Во ред, не знаеме зошто решиле да одат таму. Може би биле поттикнати од оние што знаат. Но она што е проблемот овдека, во 8 стих, е заблудата на оние што знаат. Тие јаделе без грижа на совеста, ги гледале како се стегат, како се срамат оние чијшто совест ги осудувала, слабите, и во исто време тоа предизвикувало во нив некакво чувство на супериорност. И затоа апостол Павле во 8 стих вели: не ве прави ништо поголеми. Да не мислите дека храната ќе ве приближи кон Бог, да не мислите тоа што вие без грижа на совеста јадете, ве прави големи во Божите очи. Не. Ниту тоа ќе ве прави поголеми, ниту помале ако не јадете. Бог не гледа на тие што јадат без вина како на поголеми, а оние што јадат со вина како на помали. Не. Туку напротив, вие треба да внимавате на нешто друго. Она што го вели во 9 стих, но пазете. Пазете. Значи, немојте да се гордеете, но пазете. Тоест, вие треба, кои знаете толку, вашата совест да проработи. И кога гледате како се измачуваат слабите во знаењето, вие да ја ограничите својата слобода или своето знаење за слобода. И многу радикално завршува. Вие занемарувате еден важен дел од животот на секој христијанин, неговата совест. Вие ја занемарувате нивната совест, а совеста на крајот може да ги уништи тие христијани, за кои што Христос умрел. Затоа Павле вели: ако сте вие силни, ако имате знаење, и ако сум јас на ваше место, до крајот на животот нема да вкусам месо, тоест во љубовта моја ќе ја ограничам мојата слобода заради доброто на слабиот во верата. Зошто знаењето љубовта ја ограничува слободата. Љубовта го контролира знаењето. Во љубовта јас ја ограничувам мојата слобода за да послужам, да придонесам за растежот на другиот, зашто љубовта надградува. Знаењето возгордева. Како не возлюби Христос? Кој најмногу се ограничи? Кој најмногу ја ограничи својата слобода? Христос.
тој целиот се ограничи од љубов кон нас. До толку се ограничи што стана човек, стана слуга и на крајот дотаму отиде во ограничувањето што умре на крстот. И тоа е примерот што го даде Христос. Има еден случај со некој христијанин во црквата на Муди, додека служел Иронсайд, дошол проповедник од Индија, Али, кој проповедал, служел, и на крајот на службата, додека разговарале, имало пракса во црквата да се делат сендвичи, ги подготвувале луѓето, жените во црквата, и дошла жената со сендвичите, има понудила исто така, и тој прашал со што е се тие сендвичи, и таа рекла, па сите се со свински стек. И тој рекол, не, нема да јадам. И тогаш таа ако го укорила, ти пастор, и толку многу знаеш, а се уште живееш под закон. Што ако, нели, си бил муслиманин, сега знаеш дека во Христос имаме слобода, да јадеме се. И тој рекол, да, во Христос имам слобода да јадам, но имам слобода и да не јадам. И почнал да објаснува. Во Индија поминувам долго време и секогаш одам моето семејство. И кога одам, на вратата, обично има луѓе дома, доаѓа татко ми, на вратата ме пречекува. И секогаш ме прашува, тој уште муслиманин, и секогаш ме прашува, дали тие неверници те натераа низ твојата уста да помине нечиста храна? И јас секогаш му велам, не татко, моите усти не вкусиле нечиста храна. И тогаш тој ќе ме пречекува, седнувам и сите слушат за Христос. И јас им проповедам секогаш. Ако сега јадам од тој сендвич и кога ќе отидам дома и татко ми пак ќе ме праша дали сум јал нечиста храна, и јас ќе мора да кажам дека сум јал нечиста храна. И тогаш јас нема да можам да седнам на трпезата и да им зборам за Христос. И затоа јас сум решил слободата во Христос да ја ограничам, за да можам да сведочам на моите. Тоа е знаењето и љубовта. Ако во нашиот живот има слобода, слобода за нешта, која ние не можеме да ги ограничиме, тогаш тие нешта станале идоли во нашиот живот. Зашто во Христос, во Христовата слобода, ние сме слободни од се. Апостол Павле е толку заинтересиран за христијанската слобода, што тој не сака да биде заробен дури ни од слободата што има во Христос. Тој не сака ништо да владее со него, освен Христос, дури ни слободата што има во Христос. И тој тоа го прави многу практично. Се тоа што го говори овдека за храната, ќе го видиме применето во неговиот живот во црквата, во службата, во 9 глава. 9 глава не се спомнува месо, не се спомнува ништо, се спомнуваат пари. И ќе видиме како апостол Павле знаењето, слободата ги ограничува за не биде пречка за никој. Ништо да не владее со него, освен Христос. И тоа е повикот, всушност, на апостол Павле во овој текст. Љубовта ја ограничува слободата. Зошто љубовта е таа која изградува. Тоа е примерот што Христос ни го даде. Повикот е на Павле. Вистините што ги знаем, знаењето што го имаме, да го поминува тој пат од умот, да доаѓа во срцето и таму, со Светиот Дух, да донесува плод. Плод кој понатаму ќе прави промена и во животот на другите. Господ да не благослови и да ги имаме во предвид овие вистини за знаењето и за љубовта.